Добро вечер и добродојдовте на првата од низот трибини организирани од невладината организација Проектеу, која паралелно работи со интернет порталот Мојот град. Значи, денеска ќе се зборува на тема антинационализам. Имаме добри гости. Право да ги представиме гостите, да видиме што имате и да кажат, после се надевам дека и вие ќе имате прашања или размислувања на нашата тема. Значи, прв ќе зборува Никола Гелевски, колумнист, активист за граѓански права, основач на порталот Окно, уредник на порталот Окно и секако герой. После него, нашиот граѓанин господин Здравко Кокарев, бивш пратеник и секако редовен колумнист на нашиот портал. По редослед господинот Джапир Дерала, од уредникот Цивил, исто така колумнист, активист во граѓанскиот сектор, политички аналитичар и уште многу други функции. И на крај нашиот познат Ненад Иванович, уредник на порталот Мојот град, секако колумнист и еден од најголемите активисти во Хманица за граѓански права. Добро рече и од мене. Може би очекував самиот организатор да каже барем 2-3 збора за темата, но не е битно да се јазјам ја таа слобода да неколку такви воопштени збора за самата тема. Национализам, антинационализам и во вториот дел на обраќањето пробам да бидам малку по-конкретен во однос на македонските политики. Знаете, историјата на национализмот е шарена, мислам, војна во најмала рака. Колку што е национализмот негативен, толку и позитивен. Мислам, чисто гледано историјски. На своите почетоци, кога настанувале националните држави, значи пред 300 години, и тоа максимум 300 години, национализмот бил позитивна енергија, ослободувачка енергија. Се луѓето, заедниците, граѓаните, на некој начин се ослободувале нели од она феудално, црковно, аристократско владење и полетска ослободувале разни типови на слобода. Ние со вие, да речеме, околу 200 години, тој концепт на држави нации, мислам, заедници изградени врз тоа клучно начало на нацијата како основен субстрат на припадноста, дегенерирал или во секој случај се менувало доста драматично. Така што, да речеме, со фашизмот, негде 30-те години на 20-тиот век, доаѓа кулминација на таа една первертирана линија, да речам, во подемот на национализмот при градењето на државите нации, да кажем. И нели, тоа е, сите знаеме, тоа е елементарна историја. Национализмот направи кршило низ двете светски војни. Значи, не само низ фашизмот, да речам, тој е навистина кулминација на тоа го било националистичко, но и Првата светска војна на некој начин исто беше инспирирана, мада таму е поделикатен случајот, нели, таму се работи за колонии, за нели тој колониалистички исто дух кој тогаш бил многу јак. На крајот на крајштата кој обстанал, но во различни форми. И ден денес некои политички теоретичари зборуваат, да речеме, за Америка така, хегемониска сила, као последен колониален господар на планетата, иако се познал, гледано низ бројки. Но во секој случај работите воопшто не се исти, така што дури и ова што било, ама ова се големи теми да не забивам, ама во случај колонијалната улога на, да речеме, денешните господари многу се разликува од колонијалната улога на оние од пред 100 години. Како и да е, сакам да ви кажам дека јас кој онака баш малтене од малецот сум воспитуван, може би за тоа што растев и во Југославија и што деловно произлегувам од некакво мишлено семејство, ама не верувам дека е тоа, но верувам може би. Секогаш национализмот ми било онака лоша енергија, така да лоша енергија и лоша мисла
и лоша насока и се до тоа, ама ви велам и покрај тоа што од секојаш сум имал такво мислење за национализмот, апсолутно сум свесен за неговите позитивни страни и на крајот на крајштата свесен сум за неговата моќ, за неговата енергија, за неговата способност да ги мобилизира луѓето, да ги сплотува, особено кога се во опасност, кога е страшно, кога некој би се заканува, кога војна се заканува или некој бе малтретира и така нешто. За жал тоа се случува речи за цело време. Некој да ме малтретира и да е страшно и да се борат луѓето за ресурси, за етниците, народите, државите. И врз основа на таа, како да кажам, финта, тој котел на национализмот постојано е под многу висока температура и во меѓувреме политичките гарнитури научија тоа да го као да ја контролираат, као прилината на таа енергија. Ама тоа е доста дискутабилно. И некојаш тоа избива и оди се по гјаволите, имаме онакви војни кои што беа југословенските во 90-тите, ама имаме такви војни и ширум светот. Во политичка смисла, знаете, тоа што сака да ве уништи, ги подгрева национализмите. Така што тоа е исто еден од аргументите дека е тоа опасна играчка, многу опасна играчка. Мислам, секоја земја нели што е, особено овие што така по-хетерогени, кој што е Македонија, секојаш изложени на таа опасност. И обично нели на непријателите, не се звучам сега конспиративно или параноично, но тоа е факт. Работат на тоа. Ако сакаш да дестабилизираш земјата, завадувај ги луѓето. Мислам, уситнувај ги, потикнувај ги тие енергии на национализмот, да се плодаат едни со други. Од друга страна ви велам, да речеме, клучните културни, како да кажам, големини, културни маркери, канони на секоја нација, особено во 19. век, произлегуваат од тој националистички, како да кажам, амбиент. Така што баш има шеги, знаете, за сите овие денес сериозни држави, како Чешка, да речеме, или такви никои, Полска, дека да путрела бомба во некоја прашка кафана, да речеме, 1870-80, а практично денес Чешка нема да постојала. Таму биле тие 10 важни поети, јазичари, политичари, кои се бореле за некаква самостојност, за некаков јазик, за некаква емансипација, но биле толку малку, толку храбри, толку, да речам, нели, изгубени во својот националистички идеализам, што мокните, тоест зборот, црквата и така натаму, ги сметале за лузери. Но ете, кој што помина овие 150 години од тоа романтично време на национализмот, сега национализмот не е толку ниту романтичен, ниту толку лузерски, напротив, национализмот е моки, да рече се сега. А и таму кај што не е мок, латентна мок е огромна, макар деструктивна. Има еден убав стих на еден американец, Усприска го прочитал подготвувајќи се, вели, што станува со оној што не знае да го препознае зверот во себе. И вика, тој станува изеден. Така што мислам дека национализмот на некој начин е тој звер во сите нас, кој што ако не го контролираме, стануваме изедени од него. Мислам дека тоа се однесува и на заедниците, да речам, на самата нација, и на самата држава. Има исто една одлична реченица од Агнеш Хелер, тоа е сјајна теоретичарка и историчарка во 20. век. Она става акцент као на важноста при градењето на државата, на дисконтинуитетот, знаете. И она вели као секоја демократска нација настанува во радикален дисконтинуитет со својата собствена историја. Значи, просто настанува наспроти својата собствена историја. Што сака она да каже, дека ова што јас собливам некој начин да ви го раскажам, дека тие енергии, да речеме, првични, национално творечки, постепено бледат, потребни се други енергии да се хомогенизираат луѓето околу нив. Така што во еден момент, знаете, ако сакате да преминете на некое ново скалило демократско, да освоите повеќе слободи, индивидуа, граѓани, човечки права, се до тоа, морате просто да кажете
вртиме нов лист, факаме ко нација, ко држава, факаме нов правец. Прекинувам, иако нашата историја, да речеме, као не оптоварила со тогашниот правец, да речеме со национализам или било што друго. Време е тоа да се промени, затоа што парадигмите се променят. Се променят, светот е променет, нашата околина, сето тоа. Прилика тоа е филозофијата на Агнеш Милер. Дека баш таа борба за демократија, за повеќе слобода и на крајот на краиштата за подобар живот за сите луѓе бара присметување со она вчера, со присметување на сопствената историја. За жал, кај нас се случува нешто сосема друго. Историјата се користи баш за манипулирање со луѓето, со лажење. И тоа билдање не е лажен национализам и лажна историја добива застрашувачки размери, би рекол, последните 7 години. Иако и пред тоа не беше баш весела состојбата на овој план, а и на општиот план. Да речам, ова сега е стварно страшно, затоа што меѓу другото се структура на заглупавување на луѓето. Мислам, се повеќе се пропага околу нас, а упорно се фрла таа коска као на национализмот и упорно тоа таа коска на омраза, да кажам, омраза и страх. Грците ги третираме нели ко архинепријател. До душа имаме само многу аргументи, тоа не е непорекно, дека они се страшни. Ама и тоа исто, мислам, што значи тоа? Ниф им одговара, да речеме, сега гледам вулгарно, реал политички, што па да не, мислам, ниф дори им одговара да бидат бабарога и на некој начин да ги покажуваат своите фашистички мускули во однос на оваа јадна, да речем, држава, јадна во смисла ресурси во однос на нивната. Така што мислам дека мислам, просто сме приморани да отстапиме од таа игра, да не играме со истиот, како да кажам, со истата страст и со истата стратегија, затоа што нивните ресурси се бескрајно поголеми. Но и надвор од тоа, велам, што имаме реални индикатори, дека не е баш толку неоправдан, да речем, нашиот страх и нашата омраза на реакција, која во моментов е некао главен непријател. Велам лошо е да се негува тој, како да кажам, тој менталитет и таа атмосфера во општеството, дека сите околу нас се непријатели и сите нешто да смислуваат. Албанците се внатрешен непријател. Јас сум исто внатрешен непријател, бидејќи се борам за ЕУ, го критикувам, не знам, Груевски, антиквизацијата ја критикувам, лажниот национализам. Така што би билам, сиромашните луѓе ја имаат ете, барем таа сатисфакција, сиромашните и с духот и материјално, барем таа сатисфакција што као имаат страст некоја, као уеве ги убиени креативите. Ама нигде тоа не води. Мислам, не е никаква, како кажам, никој нема полза од тоа. Пред долго зборам, значи, сега малкуцка само ова малку сум едукативен, бидејќи гледам имаме и млади луѓе и тоа се извинувам ако на некој го ова мое преопшто и предосадно, мислам општо познато, да кажам. Ама и дозволете за младите од нас. Турата работа конкретно политичка, да ја промоабитиме, а може би и заедно, после и со вас публиката. Значи, видовте, деновиве има, да речам, полемика во нашиот табор, да речам, што е опозицијски, околу тоа која патика да се фати, кој став е најпаметен, политички. Не само во однос на како да кажам, на власта, кои се најразумни, најефикасни начини да се протиставиш на ова лудрило, туку да речам и како да се поставиме во однос на проблемот со Грција, однос на македонскиот национализам, односите со албанците и така натаму. Но ова е главно, нели, проблемот со името. И забележавте, се во полемика беа скоро нешто Геронски, Бранко Геронски, мој еден колеги од ГЕМ баш, Владе Милче, и овој младиот Сашо политикот, кој е онака најжестоки и најнеартикулиран, али интересен во своите ставови. И отприлика има три позиции. Ние веројатно овде вечер исто ќе разговараме, дури веројатно и моите колеги ќе се изјаснуваат по тоа. Значи, Геронски долго време инсистира, и тоа е стварно храбра позиција, дека СДСМ мора да излезе со собствен концепт за промена на името. Баш храбро и како кажам, некалкулантски. Као помина времето, помина 20 години, сега упорно таа игра, као сите ние, као сме, никој не го дава името, се, тоа е просто депласирано. Тоа прилика ставот на Геронски, прилично го почитувам тој став, за тоа што баш избори она што ја прие Станил го зборев. Постои момент кога викаме доста ова, луѓе.
Као, не знаете колко семейство на се разправат около никаква глупост, има било што она. Кој спрати твој, кој спрати мој, два брата или било што, и тоа трае, минува 10, 20, 30 години, и просто мораш да кажеш доста отиде се по гаволите. Отиде целата куќа, отиде се сите семейни односи, се. Така што, значи тоа е варијантата да речеме на геројски, но сосема нова насока и да признаеме отворено и не веќе толку она као под маса, криеки се. Милчин вели онака као, окей, као може да би се согласил со тоа, ама јавно неќу, тој што е одговорен, тој што е власт, 7 години и тоа челична власт, власт која држи се во своји раци, тој ник се бави со тоа, неќу да се бави со тоа, ни да се изјаснува за тоа. Не е моја работа. И дури Милчин вели, овие што се ко герој, да речеме, прават глупост, прават лоша услуга на, да речеме, на целата опозиција. Третиот став е на малиот Саша, не е толку малко. Мислам, ја го третирам така малку не доведен за тоа што е многу жесток, некојаш исто да речам на собствена штета. Он вели као, не е битно заправо кој што мисли, не се битни тие подлабоки стратегии, битно е добро да се води пиар, битно е више мање да бидеме исти ко броевисти. Значи, вешто да ги лажеме луѓе. Не продаваме приказни кои им се свига. Па кога дојдеме на власт, тогаш као ке се однесуваме е разумно. Мислам, од овие три позиции там е најидиотска, ама за жал мислам дека во значајни делови на ново раководство на СДСМ таа приказна врви. Така што ете, крај на мојот муабет, чисто и мала провокација, мала возбуда за сите нас. Фала и се свимам ако бев преобшен. Добро вечер и од мене. Ќе биде малку тешко после кој да се каже нешто, али што обидам да бидам успешен, ја да речем. Мило ми е што дел од оваа трибина и се надеваме дека после завршувањето ќе бидеме задоволни и успешни, дека ќе оставиме порака дека ваквите средби се потребни се в служба на граѓаните, немат агенда, партиски така. Уште на почетокот од темата антинационализам, мој избор, би сакал општо како прашање што е избор да спомна дека не верувам во избор каде нема верба. Че без верување, каде што во темелот, во основата не постои верба, немам доживеано да некој избор биде успешен. Тоа е по било какви прилики, лични, мислам на граѓанските избори за било каква прилика. И кога станува за успешност или неуспешност на изборот, за гарантирана неуспешноста, кога се влегува во неа од комерција, од личен интерес, од користољубие и така натаму, и обично се завршува во зона на манипулација, каде што луѓето кои се со помала моќ, влијание и така натаму ќе бидат на страната на изманипулирани. И државата е како човекот. Државата си поставила своји цели по прогласувањето на нејзината сувереност, самостојност. Тие цели и својот избор го гради врз основа на темелните вредности, а тоа е градење пред на демократското општество и во рамките на тој свој избор треба да ги се преструктурира или да речам прилагоди и на полето на меѓуетничките односи. Сега спомна и Олја дека ако изанализираме почетоците како сме настапували, како сме изградали тие релации, како политичко, културно, обществено влијание на градењето и на националните интереси, меѓутоа и на граѓанските вредности, че приметиме дека во најголем дел во почеток, имајќи ги во предвид околностите и годините на разгружувањето,
сме били успешни, велам во најголем дел, што не значи дека со поголема храброст можеле да постигнеме и повеќе, но кога би дал крајна оценка за тој период, имајќи предвид со каков политички противник имаше од другата страна и оној политички дискурс во тоа време, мислам дека сепак тие предизвици на тој дел како целина сме успешно надминале. Каква е состојбата денес? Кога велам денес, кумулирано назад 6-7 години, посебно кога државата е представена од една друга политичка гарнитура. Ако можам да дадам оценка најкратка, забележувам една кајнив, а ние живееме веќе и со таа раководна мисла, имиот лајт мотив е да се грижиме за се. Значи, државата се грижи за се, а бидејќи јас се грижам за се, јас ставам маловажен и цело. Значи, се грижам и таму кај што треба, и таму кај што не треба. Може би, тоа не се посака. Може би, не име идејата да така градот односи со граѓанството, но, имајќи и предвид подржувачите во широките народни слоеви, а посебно кај важни подржувачи од редот на универзитетот, црквата, бизнисот, академијата, намерно ги исклучувам партиите, затоа што за партиите сакам нешто друго тука да спомнам, се гледа дека таквата подршка не им смета и нече да ја маргинализират, нивната важност. Но, секако признание на тој дел не можеме да очекуваме, за тоа што одговорот е јасен. Ние градиме позитивен, здрав, добредојден национализам кој е потребен на државата и на граѓаните, но, следајќи ги оној исчекор каде што тие директно се легитимираат преку кадровско профилирање, каде што самата партија, сега поминал на делот на партиите, каде што самата партија регрутира своји играчи кои веќе се фиксни, кои долго време се присутни, без именување се приметува таа нивна интенција да ни влеземе во кавга со светот. Треба ли да спомниме допишките со представници на Европската заедница, со претварање на партијски играчи стандардни, со преместување у претходните 20 години, 15 години од едно директорско место до друго, тоа кажува дека при такво поведение на партијски функционер, повторно истакнување на јавна функција, тоа значи дека ти таквата политика смислено одиш на судири и во меѓуетничките односи дома за дел и во односите со своите соседни држави така натаму. А држава која не сака и не знае или предпазливо мислејќи дека ја контролира ситуацијата, гради, не може да изгради односи со своите соседи, тоа е веќе проблематично. Тоа се тие манифестации, да речем. А национализм. Види, ако политичкото, пак ќе повторам, политичкото, обштественото делување и културното дејствување го градиш без односи каде што граѓанинот го нема никаде, тоа е градење на една национална државна политика, државна стратегија, каде што му ја одземаш моќта енергијата на граѓанинот и му ја одземаш
може да делегира свои представници, а пак таквиот представник му одземе на моќта од лидерот кој што толкова он сега ово дали да биде овака или не. Тоа е тој судит кој што тешко од таквите подржувачи партиската елита сака да се откаже. Не сака да се откаже. Може би не сите, нешто клучните партиски функционери се тие. Еве конкретно кога би се спуштили на теренот, како тоа обично изгледа, барем по мои овака заклучици. Да тргнем од еден најобичен диалог, кои членови и кои поддржувачи, какви се тие поддржувачи, кои во најголем дел какви се. Една обична интервенција, да речеме, граѓанска активност или барење, ми треба светло за улично осветлување, за улицата, поддржувач ти одговара, че бидеш секогаш во темница, доколку зборува за власта против. Таков поддржувач имаме. Такви поддржувачи ние имаме. И сега тоа што има врска со меѓуетничките односи, релации и така натаму. Има. Тоа издвоено не можеме тоа да го гледаме. Сето тоа има. Зошто има? За тоа што таков тип на поддржувач кога негуваш, тој е спремен утре на насилство. Тој така разговара. Јас имам грб, ти не си ништо. Тој утре ќе поседи легално наоружување. Насилство према граѓанскиот противник, не политпартискиот противник. Јас сум тука, не си ти. Кога такви односи во општеството така те чита граѓаните тебе. Ти не сакаш, ама еве така те чита. Така те разбрана. А ти нечеш да ги марганизираш, нечеш јавно да се оградуваш. Да не зборувам за културни настани од типот на коце, појадоци, вакви, накви и тие работи. Вие видите буџетската проекција земите. Еве, економисто нешто да кажам за тоа, што исто е поврзано на темата, не е далеко од темата. Ти пробиваш осността проекција каде што твојата политика на еден и на друг начин се доправа, се казва за тоа што ти не можеш да финансираш обликување на граѓани на таков начин. И сега имаме ни 65% од вкупниот дефицит, од 250 милиона, да 65% ги барам од домашните избори. Не ти дават така. Не ти дават така. Ти не можеш, еве нешто спомна за спорот, да не изпуштам моето гледање, моето мислење. Видите вака, ти не можеш да речеш политичкиот противник дрсто лаже, кога не сакаш пред јавноста да признаеш, да одобриш признание дека ги следиш и сами од меѓународните обврски произлезени од процес на преговарање. Си приванал документите кои презлегуваат од Организацијата на Обединетите нации, двете резолуции од Советот за безбедност. Си ги прифатил документите од институциите на Европската унија. Тоа е Бадинтер со мислењето Бадинтер. А таму добро знаат они која мислење. Си прифатил времената спогодба, привремената согласност. И сега ти викаш, овој лаже, ја не. Или ги напаѓа. И тоа ствара кај населението една лажна слика за тоа што народните слоеви имаш механизми, влијанието е големо, медиумски си покриен.
и ствараш навика и населението за утре, за било која работа да ти рече, он те верува и он трга и мислејќи дека контролираш, еве, овој чак контролира неговата група, ја мојата група, нема ни. Ги контролираме ни. Ги контролираш ги, ама че ги направиш утре, како овој Илијас, или како се викаше, Пишков Сумица на портпарол на ова Зора, как се викаш од Грци. Па че пука, па че делат и они пакети. Тоа не се контролира. Мислиш дека ќе го контролираш во интерес државен, но народот те чита инако ќе те чита. И те чита инако. Од редовите на академијата. Ние реагираме, не сме доволно, граѓаните не може да знаат. Како реагираш? У кои кругови реагираш? Ти не можеш да не реагираш. Имаш 33% дефицит во пензijскиот фонд. Ево, опозицијата сака друг заедно да каже. Па не може друг да каже. Граѓанскиот сектор нема такви механизми, моќи и влијание. Вие сами ќе забележите, еве сега некои граѓани да го прашат, там се собрале 15 души. Кај се обликуван гласачот да ги веруе на партија, на двете партии, и тоа е. Па некој треба да стане и да каже, слушај, овој дефицит еднаш ќе пукне со пензijскиот фонд. Надминуваме над 20% од повеќе од што. Саша Политиков, популизам треба. Шо популизам треба? Да речем 40% да се покача пензија и платите. И после шо правим? Така да и академијата, и дел од академијата, и треба да се погласни, треба да не зборувам на полето за енциклопедијата и така натаму, и така натаму. И сакаме да градиме стратегија која што мислиме дека добро, ми тоа го контролираме, кога треба ќе престане. Јас очекував, и тоа го извлеков од последните реченици на премиерот во седишто на Обединетите нации, кога нешто насетувам дека сакам методот на преговарање да го менува. Како крајна. Тоа што значи? Тоа значи дека ја суспендираме времената согласност, затоа што по политички средства и дипломатски пат не можеме да најдеме и можеме да правиме стратегија со приемот преку правна процедура по повелбата 4 од Обединетите нации и така натаму, што и се крстиме на признавањето на земјите 160 и 135, колку бе подуставно, и тоа ќе се тече така маза. Историјата на признавањето и на резолуции многу такви извисила. Затоа што тука меѓу државнички има други интереси, кои што ти не може да се надеваш дека баш така лесно ќе се потврди тој број во гласањето на собранието. Не викам дека тоа го сака, така нешто извлекувам дека навестува таков метод на решавање на проблем. Што друго да спомнам во овој дел? Еве, да оставам простори за другите и за некои прашања. Да, сигурно. Да завршам со следното. Ние не сакаме да скренеме од правецот кој што како држава сме го зацртали. Сакаме демократска држава, сакаме да чекориме и да ичекориме до развиениот и демократскиот свет. Нашата меѓународна позиција е нарушена, не е иста. Нас како стратешки партнер не сакат баш вака, не сакат така како што сме се договориле како треба да биде. И јас или граѓанскиот сектор да речам, нашиот избор е тој. Благодарам.
Благодарам. Предходните двајца говорници дадоа топлак на оваа дискусија и мислам дека нас двајца не поштедија од многу поведувања. Погледот кон историскиот развој на национализмот од полја воопшто не беше општо историски, туку напротив и постави на здрави основи во една многу јасна слика за тоа што и како изгледа национализмот низ времето, низ историјата. Нашата модераторка и домаќинка кажа многу убави работи за мене, меѓутоа заборави да кажа дека сум всушност само еден мал обичен поет и писател и веројатно во мојот говор ќе преовладе едно индивидуално, лично и малку, може би, романтично гледиште. Јас би кажал два-три збора за тоа што е национализмот според мене, секако дека вакви мисли се присутни во книгите и од други автори, но национализмот го гледам како една одлична инвестиција. Значи, надвор од историскиот контекст, во сегашна, во една реална смисла на зборот, национализмот е добра инвестиција. Значи, иако не сум бизнисмен, предпоставувам дека за добар бизнисмен, добра инвестиција е да вложи што е можно помалку, а да добие што е можно повеќе. Во случајот со национализмот имаме една многу ефтина инвестиција. Инвестирате во што? Инвестирате во емоциите, малку со ефтини кликови, ги инвестирате емоциите на другите луѓе, значи не своите, туку на другите луѓе. Одите на малку маички знаменца, малку романтичен и прилично вулгарен во исто време национал романтизам преку кич и преку фолкерај од така пониски цивилизацијски нивоа и исто така инвестирате во трикови за тоа како да го одвлечете вниманието од реалните, вистинските, болните точки на граѓаните и граѓанките и тоа го насочувате, значи преку низа обвинувања, го насочувате во оној спротивниот, антагонизиран табор кој секако дека има друга етничка, односно национална позадина. Што добивате на тој начин? Добивате огромна маса луѓе кои ви веруваат, ви ја даваат моќта, позицијата, власта, преку легитимни демократски средства и на тој начин ви ги превидуваат сите можни намерни и ненамерни грешки за да ги решите нивните проблеми поради кои тие всушност ви пристапиле и ви дадат власт. Останува популацијата невработена во голем дел, поделена внатрешно по најразлични дополнителни основи, бидејќи само национализмот никогаш не е доволен, меѓутоа мора да се додаде уште едно, две-три зачинчиња во таа манџа, тоа е патриоти, преданници, машки, женски и така натаму и така натаму. Значи, тие поделби никогаш не престануваат само на таа груба поделба, ние сме горда нација, а тие другите не вредат ништо, само сакаат да ни го земат лебот и мирот, и честа, и имота, и така натаму. Секако заборавив да напоменам дека во тие трикови или ефтината инвестиција, секако дека имаат своја улога многу значајна стереотипите и предрасудите, односно негувањето и проширувањето и протовочувањето на стереотипите и предрасудите се она ефтина, практично бесплатна инвестиција, а која секогаш ви служи како патерица во таа битка
да се освои, а потоа и да се задржи што е можно повеќе моќта. Не е битно дали власта, меѓутоа моќта во една поширока смисла на зборот. И може и малку за да ја олабавиме и атмосферата, јас би сакал да споделам со вас 2-3 анекдоти, од кои првата ја имам објавено во форма на краток диалог во еден британски вестник средина на 90-тите години, кога Македонија беше оаза на мирот, а останатиот дел од екс-Југославија гореше во погубен воен пожар. И вели вака, тоа е еден диалог кој произлегува и од моите убави славни денови, кога повеќе време поминува околу шанковите, отколку на било кое друго место. И многу често ми се случуваше ситуација следна. Ми приоѓа девојка, јас си приоѓа девојка. И почнуваме разговор некој, во еден момент, нели, после 2, 3, 7, 9 реченици, а потоа во патени 2-3 текили или джин-тоници, таа ме прашува како се имаш. И јас се врнџак. Извини, не те слушнав многу гласно, како е? Джак. Не, пак не те слушнав, ке мора да ми кажеш уште еден. Джабир, Дж-А-Б-И-Р. Джабир. Надимак те? Не, име. Извини, како се презиваш? Дерал. Извини, вика. Што си ти по националност? Албанец. Што збориш, човече? Никогаш не ми кажала дека си албанец. Не личиш на албанец. Веројатно очекуваше дека имам родчини и така. Една друга ситуација, одам јас во село Трпејца, уште пред времето да биде прогласена село Трпејца за македонскиот центропен. Уште не беше почнато со туризам. И налетувам на едно приватно сместување каде Домитов. Тој е рибар, пензионер и газда на таа куќа, се погодуваме со него за рентата и са мајле, гледам, станувам во 7:30-8, гледам дека Митре ставил по една ракијичка за двајцата, празно место, каши него, очигледно за мене, ценувам и пиеме ракија. И вика, внучко, вика, да знаеш, вика, село Трпејца е многу чисто. Ја викам, да, навистина, прошенав малку синоќа, убаво чисти улици, убави куќи, дворчиња, изчистени се. Не бе, вика, тоа башка што е чисто така, него чисто е, вика, шиптарска нога овде не стапнала никога. Викам, Митре, извини, ама се расипа, вика, Трпејца. И му објасни. И тој ме прекина во истиот момент и вели, слушај ми, албанци мене, куќата ми ја градеа, но тоа се честни, работливи, добри луѓе. Многу интересно. Една моја пријателка, албанка, дете во и доаѓа забавиште би од каде, и сега се расправила нешто и вика, јас сакам да сум македонец. Што ти таму каков македонец ке бидеш, не може, не си албанец. Не, сакам да сум македонец и готов, точка. Не е бицова, верувам. И женава ни едно ни две го заплескува убаво. Ти си албанец, не сум слушнала уште еднаш дека си македонец. И поминува некое време и го носи на преглед или не знам, се настинало детето во амбуланта, во чај. Детето, комшија, македонче. Исто, болничко. И сега тука доаѓа некој го прашува, вика, што си облекол ти ова црвено, вика, блузиче, вика, машко или, што си ти? Мислејќи на машко или женско. И оно, детево, вика, јас сум македонец. И овој Малиов, што е Тепаниов предходно, што сакам да биде македонец, е албанец. И доаѓа, вика, чути, вика, мајка ми ги ти скрши од чоте, како кажи дека си. Секако, едниот национализам го храни другиот.
едните стереотипи ги хранат другите. Сигурен сум дека можеме во истиот момент да наброиме најмалку 10 стереотипи и предрасуди за албанците. А ако појдеме кај албанците, да ги прашаме што мислат за македонците, ама ај може би не 100%, ама 90%, значи од 10, барем 9 стереотипи ќе се поклопат. Овде онда може 1-2 да се разликува. И тоа е храната на оние што сакаат да се задржат во позиција на моќ преку национализм. Се друго е многу поскапо. Здравството е скапо, образованието е скапо, слободните медиуми се скапи, затоа што таму има будни очи кои ги наоѓаат грешките и ги ставаат пред лицето на јавност. Науката е скапа, патиштата се скапи. Сообраќајните знаци се скапи, се чудевме со Поља навака, дека се уште да се стигне до Кавадарци, речи си ниеден автосообраќајен знак нема што води кон Кавадарци. Или речи си ниеден, или ниеден. Ај, кој ќе стигнеш во непосредна близина, има Кавадарци, стигнеш до Кавадарци, браво. А до, не знам, од Скопје до Кавадарци, кажете ми каде има знак. Нема нарочна за само еден знак. Или само еден. 100 километри ќе поминете, имате само еден знак. Тоа чини пари. Треба една ламарина да се стави, да се изцрта, проектче, малко и се тоа. Бекатони се знае кај се ставаат и кога се ставаат. И ленти како се сечат. Јас во текот на изборниот проект што имавме со Цивил за време на локалните избори, набројавме некои 15 или 16 камен тебелници или други проекти што владини представници ги направија, ги отворија, уште еднаш ги секоја црвените ленти, истите од пред 2 години избори. Од 2011. Истите. Во Шипковица имаше една школа што беше започнато пред 2 години, им пресече овако лента и сега исто за локални. Сега ќе го направиме стварно, и така. И стојат таму. Камен тебелниците на многу. Да се вратам на антинационализмот, бидејќи за национализмот премногу зборував, се спомна позитивната димензија на национализмот во историјата, меѓутоа ќе спомнам и уште неколку антинационализми, кои исто така мислам дека се штетни, може да бидат и погубни по развојот на човечката цивилизација, барем онако каква што јас ја замислувам, ја посакувам и ја сомнам. А тоа се оние религиозни антинационализми. Христијанството е религија која е антинационалистичка. Таа зборува за обединување на сите христијани. Таа зборува за едно христијанско небесно царство кое е многу важно. Световниот живот е небитен. Ова е само минлива фаза кон она блаженство кое не очекува понатаму. Затоа треба да бидеме послушни. А се разбира, таа христијанска, односно црквена улога е многу интересна. Таа е антинационалистичка до оној момент кога почнува политичкиот интерес на црковните власти. Тогаш тие станува националистички. Знаеме во изминативе децении, а особено во изминатите деценија и пол, исламот промовира антинационалистичка доктрина. Впрочем, тој зборува за обединување на сите муслимани на светот, негирајќи ги државните граници, националните граници, етничката припадност. Едноставно, ако си муслиман, тогаш му припаѓаш на големото муслиманско братство, кое треба да завладее на оваа планета. Јудаизмот исто така. И така натаму. Исто така имаме антинационализам кој владее во тоталитарните системи, особено во Советскиот сојуз. Тој да не ви го објаснува. Во една прилично блага форма
беше присутен во Југославија антинационализмот, дури Јосип Брз Тито е за помладени пак споменат како еден од најважните националисти во светот во новата човечка историја. Национализмот беше забранет со закон и за разлика од денешно време во Македонија, национализмот во екс-Југославија беше навистина строго казнен и се задржуваше само на баш не само на тоа ниво, меѓутоа најчесто се гледаше или можеше да се насети, да се намириса во лицевите едни за други, што ги имавме и ден денес. Како и да е, тие антинационализми или му припаѓаат на минатото, како што е советскиот антинационализам кој беше воспоставен за да се воспостави нова религија, сталинизам, или пак Титовиот антинационализам кој беше сепак комунистички, но во една прилично блага форма изразен тоталитаризам, сепак е некако едноумие. Јас ќе дојдам на самиот крај до тоа дека јас го гледам антинационализмот како анационализам и мислам дека тука Ненад ќе се надоврзе многу, бидејќи го насетив во минатиот пат во Берово, не во Берово, беше анационализам или со други зборови космополитизам. Антинационализмот е доктрина која на поединците и на групите им ветува и им овозможува развој индивидуален. Нешто што не прави самото раѓање човек еден кој може да го содржи целиот свет во себе и да го гледа целиот свет како простор во кој може да се развива индивидуално, без да и припаѓа на некоја група која се нарекува нација или пак да му припаѓа на некој стадо националисти кои се само прогласуваат како браници на некоја нација. Или со други зборови, зашто и требало некој што е роден како поединец да се стреми кон тоа да биде како некој друг, односно да се претопи во некоја толка. Бидејќи ако национализмот ве затвора во едно стадо и не става во служба на човек кој добро профитира од вашето незнаење, антинационализмот е токму обратното. Ги отвора очите и го полни танкерот, што секој од нас го носи со знаење, а што повеќе знаење имате повеќе решенија за проблемите своји и на своите близки. Без оглед на тоа во кое стадо сте родени. Толку ли сега? Хајде, добро вечер и од мене. Ја имам прво еден како мал говед, сега кога доаѓам за новаа трибина, не знам зошто и како ми кликна на закон за децентрализација. Понекогаш сваќам дека во Кавадарци, што се однесува до општествено делување, нема ништо, освен кога има нешто, обично тоа е од страна. Тоа е она тврдолинијашка традиција околу политичко општествено делување. Би кажал кратко околу антинационализмот. Значи, ние во Македонија имаме два табора, кој едниот е помек, другиот е малку потврд. Овие што се потврди, се на власт. Во една фраза што ги нарекуваме груевисти. Тој табор националистички тврд. Значи, се знае кај припаѓаат македонците, кај припаѓаат албанците, кај припаѓаат другите етникуми, другите етнички заедници и така натаму. Сега, проблемот со Македонија, зошто нам ја разбира Европа, е затоа што Европа е пазар од 500 милиони луѓе. Значи, не е бивша Југославија, него е пазар од 500 милиони луѓе. Тоа е првата солуција зошто они не затвараат и не пуштаат на тој пазар. Потоа ќе се вратиме
име, идентитет и така. Втората премиса е дека Македонија е затворено општество. Кога има затворено општество, кога вие немате ни сојузници, ни пријатели надвор од границите, или малтене сте со повеќе од половина скарани, па една ден доаѓате и велите дека нашиот пат е можеби кон Русија, втората ден викате дека нашиот пат можеби е кон Индија, кон Кина, па трета ден викате па малку ќе се дружиме со французи, со германци. Значи, вие немате внатре во самата Европска Унија некакви вредности, некакви образци околу кои може да се спријателувате и да им кажете на овие луѓе, слушайте, ние сме за проевропски приказки или не сме за проевропски. И тука се случуваат тие разни етнички и националистички манипулации. Што сакам да кажам? Прво, ќе се осврнам на обраќањето на премиерот во Обединетите нации. Зошто е тоа важно за сите нас што сме овде? Пред 3 дена чепуркав малку, знаете она. Чепуркав, значи не барав, него чепуркав, она све во деминутиви. Вели Уставот на Република Македонија, нашиот главен репрезент, кога се обраќа во Генерално собрание, Обединети нации, секоја надворешна приказка кога ја има, нашиот репрезент на оваа република е председател. Значи, председателот се обраќа пред Генерално собрание и дава отчет за цела држава, за нашиот имидж, за све што сме ние. Некаде прочитав дека може да не биде председателот, може да биде премиерот, а некаде прочитав дека не мора да бидат ни председател, ни премиер, може да биде и министер за надворешни работи. Океј, ја немам проблем со тоа. Каде почна носот да ми вибрира? Носот почна да ми вибрира на почетокот на текстот на премиерот на Генералното собрание во Обединети нации. Говорот беше на почеток, ако сте го прочитали, има и транскрипти по медиуми, некаде има и дури и визуелно и видео, дека се обраќа пред тие луѓе што се тамо, пред државници, пред премиери, пред министри, како малте некој Вили Бранд, како некој Мулов Палме, како Маргарет Таджер. Тоа е до пола текст. Под пола текст почнува диареја да смрди да корне. Се замерува. Како грците ни се проблем. Се замерува како соседите се проблем. Плюс им дава некакви забелешки, вели, па можда и вие доволно не обрнате внимание за нашето име, за нашите европски интеграции и така натаму. Значи почнува тај диареја да смрди, затоа што никој не е виновен, односно сите се виновни, само тој не е виновен. Тоа е една типична, кукачка, деминутивна форма, во смисла, ние не ги исполнуваме решенијата на Македонија, затоа што Европа нас не ни дава решенија, него дава решениички. И кога некој ви дава решениички, како да се изразам сега, или све во некои деминутиви, тогаш и вие решениички исполнувате. Наместо фино лепо да ти дадат решенија, па ти имаш правец, имаш некои културни образци, имаш некакви вредности, па да знаеш и да кажеш, ја одам тамо, па и да изгубам политичка власт. Па и да паднам, мислам дека намерите ми се добри и ми нема шанси. Колја вели, и јас се сложувам до некаде, но мислам дека тоа со името и идентитетот и не е толку битно. Може би приказкава ќе се откочи после 22 години ако тоа се реши. Се таму има дипломати, стратези, не знам што има, ја не ги разбирам тие работи, но само знам како ќе ни биде нас. Ако овој проблем се одолговлечува, ние ќе живееме уште во страх. Ќе живееме во омраза. Еве гледајте, ја упорно тврдам, еве се ќе даваме една радикална теза, дека Груевски всушност не е мнозинство. Груевски е малцинство. И спремен сум да одам до таму и да кажам дека Груевски всушност е узурпатор. Значи, они нас ни дадоа некаков привид, што ги запоседнаа сите медиуми, дека они се мнозинство. Ја кога читам и на портали, читам дека доминантното владеачко мнозинство не е точно. Доминантното мнозинство во Македонија не сака подела. Ја тврдам, освен ако не се некои платеници. Доминантното мнозинство во Македонија прво сака излез. Сите сакаат да прошетаат, да видат, да споделат некои работи. Значи јас зборувам за реален живот, за реални луѓе. Никој не сака да се кара. Освен, повторувам пак, ако не се некои политички платеници, па да обструираат, па да прават проблем.
Тоа е едниот дел што сакам да се обврзам на првото обраќање на премиерот во Обединетите нации. Второто прашање што сакам да се обидам да го разложам како некаков проблем или да најдам некаква логичка приказна е како известуваат медиумите. Сега, овој тирани ги држи сите медиуми. Ги држи сите медиуми и тоа вие сите добро го знаете. И сега кога ја отварам дневник, кога отварам утрински, кога отварам вест, кога отварам вечер, ја гледам дека одредени портали од оној наш малограѓански менталитет, да не се замерам ни со СДСМовци, да не се замерам со ВМРО-вци, ќе им дадеме на двете можност да пишуваат и да размислуваат. Ја мислам дека тоа е погрешно. Затоа што ако медиумот нема правец, значи не може тврди национални радикални десничари да бидат во нашиот портал. Значи не може и овце и петра. Значи мора да има некаква вредност во тие медиуми околу кој ја ќе може да донесам став дали оваа работа за јавни работи е добра или оваа работа е лоша. Друга страна што ме нервира кај тие уредници во овие главни мејнстрим медиуми е тоа што сите се оградуваат од коментарот, да речеме, на некој пратеник што е во опозиција, се оградуваат од некој што е на позиција. Значи, вие кажете што имате да кажете во колумна, јас се оградувам од вашето писание, а потоа вие одлучите. А што да одлучите? Прво, тоа е по дефиниција насилна политика. Значи, и ми го даваш и едниот став, и едниот светонадзор, и другиот став. Ја мислам дека овие медиуми се дефинитивно попроточни бојлери, никој неќе ја преземе никаква одговорност за ништо во оваа држава. Ја мислам дека во голема мера медиумиве го направија Груевски ова што го направи. Значи, тоа е по дефиниција тоа. И од друга страна, кога размислувам за позицијата што сме сега овде, ние, што зборуваме, всушност, ја мислам следно, дека ние не сме, дека ние сега мора да ја бушиме работата од маргина. Значи, за антинационализам, ако е ова саглам држава, за антинационализам ние треба да одиме во прайм тајм, во ударни вести, во 8 сати, затоа што тоа е врвна цивилизацијска вредност. А не да се скриваме по маргинални места или по некакви клупчиња околу кои може да зборуваме, барем да зборуваме. Значи, тоа се критични моменти оваа држава што направи. Зошто луѓе не доаѓаат? А не доаѓаат затоа што тие имаат своји представници кои нив ги артикулирале веќе. Значи, они се изартикулирали. За јавен интерес никого не интерес. Имам ја лидер ќе каже. Ајде да зборуваме за јавни пари, што е со нашите даноци, што е со нашите улишта, со улици, патишта, што е со нашата инфраструктура. Не ја имам лидер, он мене ме артикулира. А чекај, застари малку, дали нешто не се прашува за нешто, било што. Прашај се за нешто, чекај, што е со јавни пари. Ја плаќам вода, плаќам струја, плаќам ова, плаќам ова. Не, ние имаме своји лидери, они нас не артикулираат. И многу ми смета она работа што се однесува до невладиниот сектор. Значи, невладиниот сектор може само да артикулира, ама невладиниот сектор не може да ја каже сета визија на цело општество. Значи, прво е неблагодарно некој да бара од невладиниот сектор да ја артикулира сета општествена приказка и како оваа држава ќе изгледа. Второ, за тоа да се прави треба ресурси. А ресурси има само во политички партии. Не знам дали знаете, СДСМ, како политичка партија, како опозициона партија, кај што ја директно имам симпатии кон нив, стварно имам симпатии кон СДСМ, они добиваат пари од државата. Ќе кажам и нешто друго за СДСМ покрај симпатии. Добиваат пари од државата. Зошто СДСМ добива за опозицијата добива пари од државата? За да може да го артикулира јавниот интерес на народот. Значи, тоа не може да го прави невладина организација. Тоа не може да го прави think tank организација. Тоа го прави политичка партија. И, еве, уште една мала провокација, па после може да разговараме. Според мене, како беше куткан Слободан Милошевиќ? Слободан Милошевиќ, бидејќи беа и таму сите медиуми затворени, не можеше таа условно речено граѓанска Србија, како што и ден денеска граѓанска Македонија да се артикулира, да ги каже ставовите, дај Боже ние за овие теми да зборуваме го правим така. Тоа е
Тоа би било утопија. Али за да стигнеме до тоа, треба да се избориме, па сега. Кој ќе преживее, ќе пишува лектири или книги или автобиографија. Сакам да кажам, Милошевиќ е кутка од малите места, од малите градчиња. Значи, Скопје по дефиниција е контаминирано, значи таму има најмногу влијание, таму има најмногу моќ. Сега, што може опозицијата во, да речеме, во Кавадарци или во другиве мали места да прави? Ако сите медиуми се затворени, супер. Има паркови? Ај се собереме у паркови. Има улици? Ај се собереме на улици. Ајде да кажеме, пример, има сектор во Кавадарци кој директно од пазар заработува пари. Продавница, будка, за лед, за смоки, за сендвичи, за било што. Има инспекција? Супер. Ајде нека појде СДСМ кај тој што е со инспекција, нека го ослушне, нека го поддржат и нека излезат на протест. Имаат пари СДСМ, имаат ресурси, тоа е политичка голема партија, и сите овие вакви луѓе што имаат казни, што ги шиканираат, што ги плашат, што ги уронат кишвите, па нека ги артикулираат. Па тоа е клучна приказка. Ако свет е затворен, имаш паркови, имаш улици, имаш клупи, нека се чуе гласот, па ќе се јавиш на портали, па ќе снимиме, па ќе снимат и во Скопје. Значи, колку да се покаже дека може. Само треба да свртиш 50-60 телефона. Тоа е клучна плување и граѓанско и политичко. Тогаш ми е мине многу пофер и по-често да онде и поддржам. Ако седам ја и да гледам калкулации, уини, инсинуирање, тоа не бива ништо. Или па ако им е страх да дојдат на власт, фино лепо да кажат, слушайте, луѓе, ние не можеме на власт да дојдеме, овие такви се, ете се на власт, па ние ако дојдеме на власт, па можда ќе бидеме смешни, можда нема да изработиме како што треба. Ја друга логика не гледам. А дека ако некој мисли дека сега тука требаше да дојдат 1500 луѓе, тоа не е работа на граѓански свет. Тоа не е работа на владина. Тоа е работа на политичките партии да ја артикулираат визијата на оваа држава на крајот на краиштата како треба да изгледа. Почете вие да поставите прашања, подобро ќе поминеме сите, пошто ја имам коментари. Ја имам едно прашање до говорникот. Дали женската се оладега и кажа как се викаш? Или не се Да мере. Пишаме на автобиографска книга од пред некое време и во неа има анекдоти, селектирани анекдоти, 40-50, во добри 2/3 не се ова. Добре. Јас сакав повеќе да го прашам за неговиот став за национализмот или антинационализмот. И слушнахме трите појдови точки кои тишно ги започнеш. Не, вајде се слушнав. Но твојот кој е? Или јас не сум го слушнав, ти извинувам ако не сум го слушнав. Па, да, интересно прашање и очекувано. Веројатно, негде ми ги овие двата, на Геројски и на Милчев. Ја одамна си залагам тоа да се симне тој, како кажем, таа скрама, тој вел од мистификација без прашањето за името. Од друга страна, чисто она тактички гледано, дневно политички, мислам, ставот на Милчев е апсолутно, како кажем, неоспорен во момент. Мислам, зашто би се бавал? Јас стварно не се ни бавам, века барем 3-4 години. И поинтересирани, стварно се одговорни и тоа во екстремен степен се одговорни властите за тоа прашање, бидејќи се во државата зема во
својат, ова што зборуваа сите мои колеги, не останаа дури ни оази, како да кажам, на некој автономно действување. Таа огромна шепа на ВМРО е над се. И стварно е безсмислено во таква ситуација, ти нешто да си го взимаш на дополнително, да кажам, стапот на грб, со тоа што те трчаш као за ти прв као да бидеш. Од друга страна, ви велам, суштински мора да се направи таа промена на парадигми. Дека тоа не е толку страшно, мислам. Ние сме македонци, не е, мислам, името на државата се до тоа. Клучно е, знаете, баш има еден исто сјаен мислам дека е правникот Ненад Димитриевич од Белград, еден сјаен теоретичар исто. И он вика, например, за Србија, вика, клучно е да се промени перцепцијата на собствениот идентитет. Например, они немаа такви со големи, да речам, идентитетски прашања, ама ето он вика дека Србија не може да мрдне, дур не почне поинаку да се гледа себе. Значи, клучните како кажам, одредници, што е тоа? Што е Србија? Што е Србија? Кои се целите? Кај одиме? Што правиме? Така што, знаете, тоа е, ја мислам, тоа нам ни предстои баш тоа, менување на парадигмите на сите нивоа, образование, медиуми и сето тоа. Во насока на тоа што исто некој рекоа овде, Звонко, веројатно. Повеќе граѓански права, појако на индивидуализам, како кажам. Мислам, новиот систем е таков, едноставно, капитализам, бара многу поголема лична иницијатива, многу поголема имагинација, многу поголемо преземање ризици, храброст, сето тоа. Па и отворена конфронтација, спротивување. Тоа носи квалитет, нели, компетитивност, борба на различни мислења, различни принципи и концепти, сето тоа. Како во рамките на една партија, едно здружение, сето тоа, така и во рамките на целата држава. Тоа се најдобрите работи на демократијата. Од друга страна, знаете, не се назвучам демагошки, ова добрите страни на демократијата ние за жал не ги видовме. Ние ги видовме само лошите страни на демократијата овие 25 години и најнормално е луѓето да не им се свига демократијата и национализмот да изгледа како сосема прифатливо, како кажам, прифатлива замена за демократијата. Демократијата не функционира. Демократијата има фијашки концепт. Сите видовме. Се создаде спој меѓу политичките управувачи и овие као бизнес управувачите и тоа е просто непробојно. Таму врабец не пролетува, а камо ли нешто индивидуата, човекот, човечките права нема прска. Тоа е чиста демагогија. Така што ви велам со таа резерва се обидувам да ги назрам добрите нели страни на демократијата. Но како и да, јас не согласувам со Ненад. Визиите сите ги градим, мислам, не е тоа задача на партијата, особено не на вакви како што млитави бирократски партии кои што се наши. Ако они не можат да видат, ја ќе ја видам, ќе ја кажам, кој ка ме слушне, ама така што пак да се вратам конечно, долго одговор на ова, во комбинација на тие две. Значи не е доволно да кажете само као да и ние као да им признаеме на грците, таа инфериорна позиција да ја земете, туку да пробудите сосема поинаков концепт на развој на општеството, нови вези, цел еден нов мозаик, кај што тоа ќе биде само една коцкичка на визијата. Благодарам. Не мислам дека треба малку луѓе да се овде, затоа што барем има секојаш околу самостојна Македонија измеѓу 20-30% што не гласаат. Тоа е сепак огромен број на луѓе. Тие веќе кога станува прашањето за посетеноста, тие би требало што не гласаат. Тие се сепак голем број. Освен тие и оние што до последен момент се не определиш. Било кој се сепак голем број луѓе. Смеам јас на колегата мој факултетски да му се надоврзам, иако го прашах Колјан и сакам да споделам со вас апропо прашањето Грција, Македонија. Ја чисто мислам да националната основа без разлика требаше нашиот южен сосед да ја нарече. Според медиумскиот тренд.
Јас во 94-та година бев првиот новинар што во Guardian објави текст за грчкото ембарго. После текот редента сите останати метиуми во Англија, во Велика Британија презедоа вести. Меѓутоа првиот вестник што објави вест и уопшто позиции некои беше Guardian и јас бев подпишан. 94-та година, февруари. До 2009 година јас бев во некоја лична, мала, би рекол, дипломатска војна со Грција и тоа го искажував на начин што не одем во Грција. Од 91-2 кога последниот пат сум бил, до 2009 јас не одим во Грција. За еден ден, на 8 наслов, во вечер, па се пренеси на Сидел, па на порталот на вечер и така натаму, што јас се најдов преди 15-тината луѓе кои беа наречени грчки шпиони и пратеници. И тоа беше исто некое време ладно, првото сонце кога пукна, јас пасошот ја отидов во Грција. Значи, требаше некој да ме нарече грчки шпион, после речиси 20 години бойкот на Грција, лично. Не се фанав со тоа посебно ли. И тоа ме нарече еден професор доктор по новинарство, уредник главен во 2-3 медиуми, ме нарече грчки шпион. Немаше смисла. Не се. Ако ме прашате мене лично, јас не мислам дека Македонија било кога треба да се го промени своето име. Република Македонија. Точка. Толку е. Ова моје мислење го споделува и еден мој колега и пријател, Петрица Рачини, кој е новинар, меѓутоа и музички уметник, кој има истваков став со тоа што вели вака. Значи, не го даваме името, под ниеден услов, меѓу другото се стана од конференцијска маса на меѓународна конференција каде што името на неговата организација беше наречена Институт за медиум и фиром, рече кога ќе го смените името Македонски институт за медиум, тогаш ќе се вратам на панелот и така и би. Вели, не го даваме името со тоа што би можеле да дадеме нешто друго. Александар Македонски споменикот, Филип Македонски, да се демонтира на камиони на граница со Грција, би ги сакале овие кои што се ваши. И мислам дека тука има многу добра поента. Ако се вратиме на 2005 година, кога и Америка ја призна Македонија под уставното име, а сега во последно време гледаме дека не спомнуваат баш многу често под уставното име, особено во пошироки меѓународни форуми, а амбасадорот дома тука кај нас, да. Имавме, мислам, неповторлива шанса да го задржиме името. Само да не почнеше тој Скопје 2014 проект кој досега чини половина милијарда евра. Наспроти отчетот дека коштал 207 милиона. Нешто ако може околу прашањето и полемиките меѓу Милчини и Героски, да во една прилика изкажа своје мислење. Треба да се биде многу внимателен и покрај усогласениот меморандум за поддршка на стратешките цели, и сега беше пред некој ден, понуден од ВМРО-ДПМН со корекции од СДС и помина таа работа на собранието, помина меѓу другото и со континуиран политички диалог помеѓу релевантните политички партии и така натаму и така натаму. Тоа беше пропратено со иницијатива од Социјалдемократскиот сојуз, каде што реагира на монополот во водење на спорот. Значи не сме ни ништо запознати и така натаму. Сега, знаејќи го поведението
на били легитимен преговарач, не може да биде опозицията за спорт. Ти имаш избори, си добил на избори, нормално дека главниот спор во преговарачкиот процес треба да го водиш ти. Сега, треба да се биде внимателен, знаејќи поведението какво е, да он кроз медиумскиот простор ти овозможи да влезеш, да учествуваш, пошто не знаеш ништо, нели? А Груевски вика, че ви информирам тогаш кога ќе биде нешто за јавност. И сега тоа е. Кога ќе биде, не знаеме кога ќе биде. Меѓутоа, ако те информира вече, како партиски раководство те информира за процесот, ти вече како социјалдемократски сојуз си зел обврска да ја поделиш одговорноста во евентуално утврдениот предлог како основа за разговор. И на тоа треба да рачунаш. Дека ти вече си ја презел одговорноста, да ја делиш одговорноста. Така да Геровски предлага, добро е што предлага, меѓутоа тоа како јавноста ќе го приме, како ќе го презентира ВМРО. Познавајќи како до сега презентира, че вече ева ги предавниците предлагат а ние сме, знаете, не сме заменувани. А ако не си заменувани, зошто преговараш? Откажи. Не се откажува од преговарачкиот процес. 7 години не се откажува. Овие од македонскиот манифест ги плача, меѓутоа не го прифаќам и они му викат откажи си. Од преговарачкиот процес. Кај што владеачка партија, ни, господа, не можеме да преговараме. Добро да играат демократија. Владеаш демократија. Значи он си не ги маргинализира, меѓутоа не ги прифаќа. Тоа е добро. Тоа е добро. Може да се јави, видите, утре, ако нешто гледам во таа партиска узурпација добро, е што се пикнати некои идни можни политички сили кои со популизам страшно може да направат учество в гласачкото тело до 20%-30%. Така да треба да биде внимателен на предлогот на Геровски. Тука Милчин јас го правдам, кога он вика, че има коалиција, нека си преговарат, нека изпаднат со предлог. А меѓутоа гледат сега, че изпаднат со предлог, меѓутоа двете партии се источе и СДС со референдум. За некоја идно референдумско изјаснување не можеш ни циркус да правиш. Ако ти пропадне референдум за име, тоа е вече тешка работа. Значи таа согласеност мора зад завеси да се направи. Кога вече дојде тоа. Зошто да не биде прашан народот? Не реков јас дали да биде прашан или да не биде прашан. Јас викам, ако не усогласено се даде прашање. Ако не усогласено. Сега, ја имам моје видување како. Јас како Груевски испаѓам со предлог како основа тој. Да видам како СДС на таа работа ќе изреагира. СДС е сериозна и одговорна партија, затоа што ако не беше одговорна партија, не може да помине и да губе избори од такви. Затоа што нас Джорджев ми каже, знаме тоа. Си влези и си направи мандати 3-4. И сега он со вентилатор се смее. Се смее он со вентилатор. Го сака. Он го засака вентилатор. Еве гледаме на кампањата, он се смее, си ужива со вентилатор. Тогаш ние не можеме да изпаднеме на улица да излучим. Така да, они че го ние споро. Треба согласност меѓу тоа и иницијатива, да, вред. Ама поведението ни му кажува дека они тоа че го злоупотреба медиумски. И треба предпазити. Поентата мене беше от друга. Само от друга настроя, само е скрена там. Без разлика за името. За самиот национализам или ако не национализам, то ги што?
кон државите, кон супер државата која ни се стремиме, не баш предолго време, кога нели водечката држава, т.е. водечката женска на државата, Меркел кажа, ни заврши мултикултурализмот. Или кога Франција си ги избрка циганите назад, т.е. каде што европските држави својот национализам го јагнат, тогаш како ние се поставиле во позицијата. Никако за името и за Грција, што сакат нека си прават. Стварно. Мене само за национализмот и не национализмот. Тоа ми беше прашањето. Има. За Колја, иначе драго ми е и за твоја став што го слушна пи на Колја, особено на Джабер. На Джабер го знам многу подолго и он ме спаси од лудивото кога беше војна. И он, и Мра, и Валјон, сите се они тројца албанци, и кога беше војната, цело време инсистирав да излевам со нив, за да бидам нормален. И јас сум многу благодарен заради тоа. Но тие ставови јас ги знам. Много само што страна е што зададам. Има размислување во овој дел. Кога викаме верба, Европа како поддржател, она те поддржува во било кој процес, меѓутоа она нема верба дека тоа ќе успееш. Затоа ни го стратешкиот партнер, американците имат искуство во културната различност. Они имат искуство во таа. Тука Франција едно, Велика Британија друго, те тера да го правиш, меѓутоа не е убеден дека ќе успееш. Значи, кога без верба правиш. Да. Дали ме сваќаш што сакам да кажам? Това е еден дел од размислување. Сега он ти вика, еве сега фига ти викат, сега е решение за име. Ама тоа го вика колку да го вика. Што сега? Нема проблем. Нас историскиот развој заден 22 години се покажа кој е главниот влијателниот фактор што може. Само СДС треба да каже, тупаницата на символот наш не е на Мирка Велиновска. Тоа е популизам, каде што јасно ќе те знае народот да те препознае. А он нече тоа да го каже СДС. Не сака да го каже. Зошто не? Па не сака да го каже за тоа што сака да чаре кога ова напаѓа Европа. Не сака да каже затоа што сака да чаре кога ги напаѓа Соединетите американски држави. Сака да чаре од разноразни работи што лепе многуто на граѓаните, а така он истренира. Када треба исчекор некој опозицијата попрепознатливи сега да направи, за да може да ја разберат. Да ја разберат едноставно. Јас, еве да кажам една, тоа мене, види сега, само лашно кажам. Парадокс. Не може ни да се чувствуваме како дете, мислам дете, како држава, како дете на родител, чиј родител е бегавец од граѓанската војна во Република Грција, тази сега, а да не се чувствуваш како родител кој дете ти избегало без граѓанска војна од Македонија. Дали ме сваѓа сега? Како може Мирка да ја интересира повеќе таа проблематика, отколку проблематиката на 350.000 деца избегани? Тоа мене ме интересира. Ти можеш да дадеш приоритет. Ти не може, ние не можеме тој залог да бидеме тук. Да се разбереме. Некој треба да те разбере за тоа. Како може да те интересира повеќе 48 од сега? И пази, тамо е граѓанска војна, тука нема граѓанска војна. Значи, мене ми интересира за дедо, што избегал од Грција, изпротерале, а не ми интересира за силно човек во Америка. Како така? Кој е тој приоритет? Каков е тој државен интерес? Че речеш поврзано е. Поврзано е, меѓу тоа ние реалност треба сега да ги гледаме како.
Тоа треба да се препознае. Тоа треба да се препознае. Друг не би прашал? Јас се го прашам. Интересно се разреши дебатите, тоа е. Јас сакам само еден цитат да го прочитам, бидејќи се работи за еден сериозен документ, тоа е статутот на Република Македонија. И гласи вака. Уставот. Од Устав, пардон. Во 1991 година е донесена одлука за прогласување на Уставот на Република Македонија, која одлука беше подпишена од тогашниот председател на Собранието Стојан Андов. Во одлуката, меѓу другото, се вели: Македонија е конституирана како национална држава на македонскиот народ, во која се обезбедува целосна граѓанска равноправност и трајно сожителство на македонскиот народ со албанците, турците, власите, ромите и другите националности кои живеат во Република Македонија, а со цел да се гарантира човековите права, граѓанските слободи и националната равноправност, да се обезбеди мир и сожителство на македонскиот народ со националностите кои живеат во Република Македонија и да се обезбеди социјална правда, економска благосостојба и напредок на личниот и заедничкиот живот. Јас од две работи моментално ништо не беа рекли. Таа преамбула е сменета, сега не е Напротив. Сега, паралелно со ова ме интересира младината во Република Македонија. Каде се гледа Македонија по периодот што следува, ако младината е столбот на една држава, мислам дека, според мене, јас така... Се добре, како Тито звучи. Да, милови. Значи, во кој правец се движи со овие националистички пропаганди од, би рекол, од двата политички субјекти, што се така по-големи, кои се помала мера, мислам, прашањето може било кој да го одговори. Ја ги испуштив, се извинувам, само уште две реченици. Навијачката група ја гледам и во тој дел. Често пати ги обвинуваме, знаеш, они се овака, навијачката група. Некои работи држат. Точно е, меѓутоа. Навијачите се над нивото на статусот на спортот во Кавадац. Не се задоволни. И сега мала искра и ножна ќе реагира. Ние не можеме да се периме сега со навијачите. Врете, имаш работи, што да речеме скандирање некои, ја не се со... Молим? Со новиот закон за измени за областна трибина, ние веќе се чувствуваме како граѓани вториот. Да, точно е тоа. Така е. Посебни закон има за действие на спортска активност. Има и таму претерување, да се разбери. Може да седнете Меѓу тоа тука ги поканите. Меѓу тоа незадоволство. Да не етикетот да не гледа не слуша. Да, Не се поресна, чак. Не можем да ги слушаме тоа. Напротив. Чист пример е ако на некоја веселка дали роден, дали свадба и да се испука и 30 рамки манера за прибоја, кондиција, нема никакви санкции на спортска активност. Една таа имаш од 300 до 600 евро казна. Или јас што се право, славеничкото пукање исто така казано со кажано, не. Али многу ретко се потребува трифа. Таму. Јас сум спортска фамилија и знам, на овој ранг на надпреварување. Бидете сигурен во тоа. На овој ранг на надпреварување. Ти да наполниш трибината, тоа е нешто светско чудо. Затоа свакача. Меѓутоа нема адекватно враќање. И сега кај да го бараме? Па локална власт има, што да прави? Има локални бизнес. Не постои никаква организираност. И сега не може, и јас ускарам со директор на фудбалскиот терен, што да правим, јас знам ви. Ми Кавадац си бил второлигар. Ако ми дозволиш малко, би Добре. прашал полја. Едно прашање што ме мачи. Кажи ми, Никола, не ли мислиш дека најголемата манипулација во последниве 8 години се случи токму во културата? И зашто на овие простори баш преку културата се случува најголеми и најмасовни манипулации? Прво учевме во книгите дека ние сме словенски народ и наеднаш
преку тие фамозни споменици Скопје 2014, го сменија цел културен код. Кажи ми зошто баш таков спектакл и баш токму во таа сфера? А денеска и знаеш и сам дека баш многу пари се искурени во културата, а народот се помалку има желба да ја срка таа култура, да кажеме. Малте не, ја не знам дали се игра нешто, дали се има некакви представи, дали се снима некакви филмови и така, некако е многу јадно. Зошто е тој спектакл баш во култура? Дај. Ке се обидам да ги спојам спортската приказна и културната приказна, иако може би тоа е неблагодарно. И не само тоа, туку и овие предходни уабити жал ми е што... добро, таму сакам и тоа да се надувезам, да. Знаете како, во спортот е многу важно игра со тоа што имаш, со тие ресурси што ги имаш, со тие играш. Што значи имаш добра ротација, може немаш звезди, имаш добра клупа и така натаму. Едноставно играш со она што го имаш на располагање, со тој фонд што ти е на располагање. Јас знам исто, долго време сум обиднал на спортски терени, не професионално, па и ден денес играме редовно и се до тоа. И секојаш тоа ме импресионирало. Добро распределен тим онака, дури ако се малку полоши секој поединечно од несложен тим, да речеме, е појак. Така и државата некако. И знаете, ова што сега ни се случува, например, во Македонија, општо расуло, општа пропаст на сите можни нивоа и крахирање на сите можни системи во земјата, од култура, да речеме, до спорт, се е практично срушено, не е само резултат на слаби ресурси, а тоа е првото што на сите ни поаѓа на памет. Едноставно, зашто се распадна во земјава? Затоа што сите сме инфериорни и слаби, затоа што ресурсите се слаби, затоа што немаме водачи на никаква форма. И тоа просто стана фраза и сите тоа го повторуваме. Лоши спортисти, лоши уметници, над се нормално, лоши политичари. И просто тоа само со шалување си го храниме секој ден, постојано. Зашто е лошо? Затоа што сме неспособни сите комплетно. И народот тоа просто си го зема, неспособен сум ја да си ја будам фирмата, неспособен сум фабрика да правам, неспособен сум да извезувам и болje да ме вработи некој партиски, локален мокник и да ми даде 100-200 евра и ништо да не работам, отколку да се трудам. Толку е силата на земјата, 400-500 луѓе отидам, меѓу ова ти што видиш, главно младите, главно по-паметните, тие што уште има некоја сила и страст да се борат. Така што, како да ви кажам, треба пак да се вратиме на тоа, на добри менаџери, како да кажам. Тоа што и со тие малку ресурси, а никој смета па и дека не ни се па толку мали ресурсите, знае да организира добра екипа, знае да организира добра држава. Знаете што и се случи на Македонија? Ние имавме, веројатно и полоши ресурси во 90-тите, ама имам впечаток дека имавме малку по-цивилизирано водство, да речем, менеджмент на ниво на државата. И они имаа многу слабости, ама мислам дека пеа. И дека сликата за земјата беше дури подобра од капацитетите на земјата. Сега е обратно. Јас мислам дека сега сликата на земјата е многу полоша од капацитетите на земјата, иако се согласуваме сите дека капацитетите се слаби. Уште само некако да се надоврзам ова во некоја, како кажам, филозофска историска смисла, баш на твојата линија. Што е политиката? Политиката е добра комбинација, тоа го кажува Макс Вебер, еден од најславните политички теоретичари во 20 век. Он вели, политиката мора да ги искомбинира тие две многу важни енергии. Едната е ова што Дзонко цело време збори, вера, страст во нешто. Вебер тоа го нарекува начало на увереноста. Мораш во нешто да веруваш, мораш баш со целото срце, со целата страст да застанеш за тоа. Ама тоа мора да биде искомбинирано со началото на одговорноста. Тоа Вебер така го. Значи, да не те води само срцето туку. Мораш да внимаваш и на последиците од твоите чинови. Мислам, што тоа може да предизвика? Тоа начало на одговорност, знае. Мислам, не е политиката и не е државата, знаете, она љубовна драма. Мислам, која као се сега да забавиме во тоа. Мислам, нек трае една ног, нек трае неколку месеци, ама важно да пршти огномет, да е се да биде во тоа. Не можеш така, тоа е неодговорно. Мислам, Србите се скршија на Косово
Баш во име на тоа, големи страсти, големи емоции, наше, не го даваме, колку треба да се гине, ке гинеме. Разумно. Нас не се случува нешто слично овде, као дека срцето е најважно, а одговорноста е сосема занемарена. Така што имам со обидов тие, да кажам, спортско, културно, политички нивоа, со цел да бидам по-илустративен, и бидејќи сите ние сме различни, доаѓаме од различни светови, да ги помирам. Ете, тоа е некој мој одговор на и прецена не на твоја, ама и на други го отворени прашања. Ако нема прашање други? Може за бесите да ги спуштиме. Да. Се надам дека имавме конструктивна дебата. Hvala.